Уште од изборот за премиер не е тајна дека нема многу љубов и разбирање меѓу Христијан Мицкоски и правосудните власти. Но изминативе месеци на моменти реториката се вжештуваше до непријателство. Јавноста нека суди дали тие заслужуваат, па да кодошат таму по Брисел и каде одат, дека владата не им ги зголемува платите. Овој коментар на првиот човек на владата се случи во еден од циклусите на судирот меѓу правосудството и извршната власт на тема пари. Премиерот често го сведуваше прашањето на притисок за поголеми плати за судиите и обвинителите. Правосудните власти пак повторуваа: во земјата има закони со кои е утврдено дека буџетот за судската власт треба да биде најмалку 0,8% од бруто домашниот производ, а за обвинителството најмалку 0,4% од државниот буџет. Никогаш нема добиено ниту половина од тие пари, а последниве години нема зелено светло од финансии ниту за нови вработувања, дури ни за замена за природниот одлив. Во јавното обвинителство тука, во републичкото јавно обвинителство, во сметководство од 10 вработени сега се 3. Значи, ние не можеме во моментот да направиме завршна сметка. Зошто? Затоа што нема лиценца вработениот. Минатата недела во гостувањето во 360 степени, премиерот Христијан Мицкоски направи крупно поместување. Нека седнат и нека направат објективно колку им требаат истражители, колку асистенти, нека направат систематизација, нека унапредат. Ево они како мислат. Нека им го одобри судскиот совет, нека им го одобри советот на јавни обвинители и нас нека не информираат и нека не кажат во буџетот за оваа цел ни се потребни X парички. Ке ги одобриме. Јавниот обвинител Еве не им се мешаме. Дека 3 години поред бара вработувања, ни едно не му одобрува. Не му одобруваат дури ни за природниот одлив. Јас не знам за пред 3 години, јас зборувам за сега. Еве јавно кажувам, јас сум премиер и председател на влада година и половина. Еве за следниот буџет слободно нека седнат, нека направат потребите, нека ги поминат за 26 или за 27? За 26 зборувам. Добро. Оти и сега ви се проектирани на нивото на 25. Оставете го, има ребаланс, има прераспределба, ако ги потрошат со ребаланс ке им дополниме, не ги ограничуваат. Откако премиерот го смени ставот, се обративме до јавното обвинителство и до судскиот совет. Дали и што точно ќе преземат за да ги добијат бараните ресурси, како што јавно вети премиерот. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски ни одговори дека обвинителството веќе побарало средства за договорни услуги, како што се например вештачењата, но и за нови вработувања. Не сега, туку кога било време за тоа. Ака не сум упатен детално во постапката за буџетот, затоа само ќе истакнам дека од наша страна беше поднесено барање до Министерството за финансии за одобрување на 180 нови вработувања за јавно обвинителски службеници. Од страна на Министерството ни беше соопштено, односно и во буџетот тоа го нема, дека за наредната 2026 година нема средства за ниедно ново вработување. Според членот 101 од Законот за јавното обвинителство, буџетот на јавното обвинителство изнесува најмалку 0,4% од државниот буџет. Предлог буџетот го доставува јавниот обвинител до Министерството за финансии. Предлогот содржи процена за редовните и вонредните работи кои ги врши јавното обвинителство, потребниот број на јавни обвинители и јавно обвинителски службеници, како и други показатели кои се битни за утврдување на износот на средства потребни за работа на јавното обвинителство. А откако ќе биде поднесен предлогот со сите придружни информации, пред доставувањето на предлогот на буџетот до владата, Министерот за финансии задолжително го усогласува делот на средствата за финансирање на јавното обвинителство со јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Законот потоа пропишува што ако нема согласност, но најважно е што сето тоа се случува додека се изработува државниот буџет, често во летните месеци. Со други зборови, законот не предвидува механизам во кој јавното обвинителство може сега да поднесува планови за вработување, за работа или предлог буџет. Тие, впрочем, веќе се поднесени. Верувам дека ќе ни се овозможат нови вработувања, барем одреден број. И председателот на судскиот совет, кој воедно е и председател на судскиот буџетски совет, Александар Камбовски, вели она на што сега повикува владата, судската власт веќе го направи во предлог буџетот. Не е само оваа година, сите години минати, таа е процедурата, тоа е законот и на тој начин работи судскиот совет, односно судско-буџетскиот совет.
навремено ги испраќа плановите за вработување, навремено го испраќа буџетот во кој што се предвидуваат капитални инвестиции, одржување на објекти, комунали да се плаќаат по судовите. Тоа го правиме секоја година, не е нешто вонредно. Законот на кој се повикува Камбовски е оној за судскиот буџет. Во него се вели на судската власт исследуваат најмалку 0,8% од бруто домашниот производ. Постапката за носење на буџетот е речиси идентична како за јавното обвинителство. Само за илустрација, судскиот буџет за следната година би требало да изнесува најмалку 115 милиони евра, ако се пресмета согласно законската одредба како 0,8% од бруто домашниот производ, имајќи предвид последната цела година, 2024. Наместо тоа, судскиот буџетски совет побарал значително помалку пари од тие што им следуваат, 86 милиони евра. Министерката за финансии им одобрила само 45 милиони евра. При тоа, тврдеа од судскиот совет, одлуката е донесена противзаконски, бидејќи воопшто немало постапка за усогласување како што предвидува законот. Камбовски сепак очекува нивните барања да бидат исполнети поради најавата на премиерот и поради тешката состојба во судството. Ситуацијата е уште потешка во службите кои што се во судовите. Значи сега не е проблемот толку кај судиите, туку имаме огромен проблем во службите. Имаме огромно незадоволство, бидејќи се преоптоварени со работа, бидејќи ни фалат голем број на службеници, работат по 2, 3, 4 работи, кои што ги работат за лица кои што не се повеќе на работа. Сумирано, и обвинителството и судството веќе имаат поднесено предлог буџети кои Министерството за финансии не им ги прифатило. Со оглед на тоа дека ниту законот за судски буџет, ниту законот за јавно обвинителство не оставаат простор повторно да бараат пари или вработувања во овој период од годината, се обративме во владата. Прашавме како планираат да се изведе ветувањето на премиерот и дали владата има насока за дополнителна процедура по која би се побарале средствата. Ни одговорија дека процедурата по која судството и обвинителството го составуваат предлог буџетот и планот за вработувања опфаќа и измена на планот кој се доставува до администрацијата и до Министерството за финансии. Владата очекува судскиот совет и советот на јавни обвинители, доколку проценат дека има дополнителни потреби за нови вработувања, асистенти или истражители, да направат анализа, да ги утврдат конкретните потреби и да го усогласат тоа во ревидиран список со јасни фискални импликации. Откако ќе биде доставен и одобрен од надлежните тела, владата ќе ги разгледа барањата. Значи, ако премиерот и правосудството конечно се усогласија дека државата треба да го одврзе кесето и за судовите и за обвинителствата, како што предвидуваат и законите, се појави нов проблем. Во моментов се чини нема разбирање или нема законска основа, или и двете, како да се побараат и добијат ресурсите кои недостасуваат. Вкупно гласа 85 пратеника, за гласа 71, 14 пратеника гласа против и дема воздржани. Во меѓувреме, собранието вчера го усвои буџетот за 2026 година, без корекции за правосудството. Судската власт добива 46 милиони евра, или 2,5 пати помалку од законски предвидениот минимум. А јавното обвинителство 14,4 милиони евра, односно 2 пати помалку од законскиот минимум. Следната можност за промени ќе биде првиот ребаланс.